Јас не планирав да кажам било што од оно што Борче денес го кажа. Така да не сме биле водени во правец да се повторуваме од страна на Духот. Иако јас имав намера да го споменам Јов, но не со тој, не заради тие зборови. Никојаш да не сум се родил, тоа воопшто не ми доаѓаше на ум, туку од една друга причина. Прво да подсетиме, мината сабота зборував за и текстот што Борче денес го цитираше. Ако со Христа заедно страдаме, со Христа заедно и ќе царуваме. Таму во посланието упатено до Тимотеј, прва 12 стих, ако не се лажам беше. Ако со Христа заедно страдаме, со Него и ќе царуваме. Втора послание до Тимотеј, втора глава, 12 стих точно. И вториот дел од стихот, ако се одречеме од Него, и Тој ќе се одрече од нас. Го цитирав и стихот од посланието до евреите, каде што се вели втората глава исто така, дека Господ преку страдања го подложи и својот син, кога дојде на земјата, да пострада, да страда, со која цел? Преку страдања, што? Да се усоврши преку страдање. Видите, сега, ова е една многу интересна мисла и да се вратиме, да отвориме сега во продолжение на таа мисла во книгата за Јов, најстарата хронолошка книга напишана во Библијата. Првиот стих, на самиот почеток од книгата, првиот стих од првата глава, вели дека имаше еден човек во земјата Уц, вели овој превод, или Уз во други преводи, по име Јов. И сега како е опишан Јов, замисле? Јов беше што? Непорочен, праведен, богобојазлив и го одбегнуваше злото. Замислите. За Ное само се вели, Ное беше праведен во својата генерација, во својот род. Овде непорочен, праведен, богобојазлив и го одбегнуваше злото. Значи, има ли мана во животот на Јов пред да го снајдат големите страдања? Не. Дури 5 стих вели, значи имаше 7 синови и 3 ќерки. И сите тие отидоа така. И сиот овој 7000 ситен добиток, 3000 камили, 500 чифта волови. Кој го има денес ово? Нихат некој шејк го имало? 500 магарици и голем број слуги. И тој човек беше најпрочуен меѓу сите луѓе на исток. Јов дори бил и прочуен човек. Значи Јов бил како Авраам, нешто слично. Како патриархот Авраам, според овој опис. Само што Авраам и Доро, Јов имал слуги и според тогашното право, но бил непорочен, што значи Јов никогаш не спиел со ниту една своја слугинка. Бидејќи бил непорочен. Ни Аврам не сакаше од порочни желби да спие, туку што Сара му рече и така натаму. И пошто ја не можам да ти родам, ајде. Сега ние знаеме што се случуваше зад завесата во невидливиот свет. Разговорот помеѓу Господа и сатаната. Тука ни вели 6 стих, еден ден дојдоа синовите Божји да застанат пред Господ, со нив дојде и ѓаволот
Значи, синовите Божи од каде дошле пред Господа? Секој од својата планета. Секој од својата планета. Од оваа планета, по правило, кој требаше да дојде? Адам, бидејќи Лука така го нарекува. Син Божи го нарекува. Значи, Сит, син Адамов, кога се враќа од Христа по родословот наназад до Адам, значи Сит, син Адамов, а Адам самиот, Божи. И бидејќи Адам паднал, бидејќи оваа планета се побунила против Господа, бидејќи оваа планета паднала под власта на ѓаволот, како представник на оваа планета не отишол Адам, кој што бил мртов со илјадници години до тогаш, туку отишол ѓаволот. Оној што ја превзел, ја узурпирал власта во овој свет. Јас нема се занимавам со тој разговор што се случува во невидливиот свет, зад завесата, бидејќи тоа е нешто што ние луѓето не го гледаме. И да не ни беше напишено во Библијата, немаше ни да знаеме. Дали Јов знаел што се случува во невидливиот свет? Дали Јов знаел зошто го снашле сите тие страдања? Што би можел... Ние проучувавме неодамна, имаше поука за Јов, не сеќавам точно која година беше. Мислам дека беше минатата деценија, не порано. Ние проучувавме како некои од пријателите се однесува фарисејски, па ти си сигурно, ти си направил греои, затоа си волку казнет, пострадан и така натаму, вакви тешки проклетства. Знаеме што самиот Јов кажува и низ кој искушение поминува во текот на целата оваа книга, откако сето тоа се случи. Но да си замислиме, човек непорочен. Значи, ние знаеме Христос безгрешен, а Господ вели дека сакаше, му беше угодно преку страдања. Својот син го подложил на страдања. Безгрешниот. Зошто требало безгрешниот Божи син да помине низ страдање? За да се усоврши преку страдањата. Многу интересна мисла. Не некако на множина ќе им биде многу чудно ово, како тоа да се усоврши. Па нели е тој совршен? Нели веќе бил совршен карактер? Нели Христос ги напуштил небесните дворови, се родил како бебе во овој свет со совршениот карактер што си го имал. Светиот Дух го имал како свој дух од вечноста, по природа. Не како ние, по посинување, откако ќе бидеме крстени со Светиот Дух. Туку тој го имал по природа. Тоа е аспект на неговото божествено битие. И сега како тоа да се усоврши? Како совршениот да се усоврши? Тој да, бил совршен Господ, но требало да се усоврши како човек. Зошто? Затоа што живеел во ова смртно тело. Живеел во ова грешно тело. И во ова грешно тело, кои беа двете особини што ги споменав мијатата сабота, што ги овозможува грешното, смртното тело или плотта. Не било кое тело, туку плотта. Прво, само во вакво тело, значи во телото на паднатата природа, во смртното тело, телото кое што е седиште на страстите, особено на телесните страсти, но не само телесните. Човек, значи, може да ги развива, да ги негува и да ужива во своите страсти во ова тело. Затоа ѓаволите многу сакаат и тие да живеат во човечки тела. И него му се пие пивце, ракија, виски. И тој сака да проба ова, она, да го проба секој греф. Значи, во ова тело може да се ужива во гревот
но и само во вакво тело може да се страда. И сега ова е многу битно да разбереме, иако не ми е темата за страстите да зборувам, но самиот збор страсти, знаете што значи, од што потекнува? Потекнува од страдање. Значи, страст значи страдање. Може би изгледа чудно како тоа. Обично луѓето страстите ги поврзуваат со уживање, не со страдање. Па тоа е проблемот. Дори и незнабожците, самиот Буда рекол дека луѓето страдаат затоа што уживаат. И сега будизмот вели, како и многу гранки на аскетизмот, што помалку уживаш, толку помалку и ќе страдаш. Но христијанството не носи во тој правец, бидејќи тоа е правецот на оправдание со дела. Сепак е вистина. Страстите, гревот се нешто во што човекот и грешната природа сака да ужива, како што слушнавме са Бајле, грешна природа бега од страдање, не сака страдање, сака уживање. Но затоа што ужива во гревот, сака да ужива во гревот, во тоа што е погрешно, затоа страда. Значи, гревот секогаш произведува што? Страдање. Во случајот ниту Јов, ниту Христос сгрешиле во нешто, туку гревот воопшто, уште од Адама, уште откако паднал човекот и сме ја наследиле оваа грешна природа и продолжуваат да ја наследуваат сите нови бебиња што се раѓаат. Значи, ние ги наследуваме грешните склоности, ги наследуваме и страстите и тие предизвикуваат страдање. Оваа грешна природа треба да страда за да човекот се усоврши. Ако човекот се препушти само на уживање, што ќе се случи со него? Замислите дете кое што расте и да му удоволувате на секој негов каприц, да исполнувате секоја негова желба, се што удоволувате, како се вика, секоја негова желба, се што ќе побара, никогаш за ништо да не му речете не. Што ќе се случи со такво дете? Само да, и тоа во многу рана возраст, ќе скрши глава, ќе заврши на некој отров, на некоја дрога, на било што. Многу бргу. Значи, катастрофа. Затоа е потребно страдање. И сега грешна природа сака страдање, не. Ајде не само страдање, грешна природа сака дисциплина, грешна природа сака воспитување, грешна природа сака војнички режим, 5 сат наутро станување. И сето друго што следи. Грешна природа го сака тоа? Не, грешна природа сака да лежи наутро до 12 часот. Да. До црногорското утро. Грешна природа бега од сето тоа, а Господ го сака сето тоа. Ние треба да бидеме дисциплинирани, треба да бидеме изделкани, треба да бидеме усовршени. Не само ние. Божиот Син требало да биде усовршен преку страдања. Божиот Син требало да биде усовршен преку страдања, иако не направил ниту еден греф. Зошто? Бидејќи и тој живеел во ова природа, во ова смртно тело, во ова грешно тело, иако не може телото самото да греши душата кога избира да греши, но ова тело е седиште на телесните страсти, во ова и вакво тело човек може да ги развива
и сите други страсти, дори и душевните и духовните страсти, пример гордоста, фарисејштината и така натаму, лицемерие, завист. Но во сето тоа и Господ требаше да биде искушен и да биде усовршен преку страдања. За да стане совршен човек, значи не е прашањето дали како Господ да биде усовршен, не како Господ. Господ си е совршен. Туку човекот Христос Исус да биде усовршен, да биде совршен човек. Затоа имаме ситуација кога Ирод сакал да го погуби Христа уште како бебе. Така. Заради тоа беа заклани колку бебиња во Витлеем и околината. Да, толку беа. Илјадници бебиња заклани заради Христа. И сега, што помислија тие родители? Зошто се случи ова? Зошто Господ вака дозволи да ни бидат вака одземени нашите деца? Господ тоа го дозволи, тие деца се спасени, тие деца се првите маченици за Христа. Тие деца имаат посебна чест во Божието провидение, во Неговиот план, во Неговото царство. Тие се првите маченици за Исуса Христа. Уште една порака со тоа, како што и првите христијани, никој, најверните Божји луѓе, никој од нив не сметал дека треба да избегнува страдање. Туку ако е за Бога, ако е за Христа, тие се радувале кога страдаат. Тие радосно оделе во маченичка смрт заради Христа, бидејќи тоа била најголемата чест што можеле да ја добијат во овој живот. Меѓутоа, ако Христос беше убиен како бебе, дали тогаш таа негова смрт ќе можеше да се прифати како помирителната жртва, како откупителната жртва за човечковиот род? Не. Зошто не? За да биде Христовата жртва совршената Божја, совршената откупителна жртва без маана, требало тоа бебе да расте како дете, без маана, како момче, се до почетокот на неговата јавна служба, до почетокот, да речеме, на зрелите години, и требал да се усоврши. Значи, ѓаволот пробал да го убие преку Ирода, преку неговата држава, Иродовата држава. Ѓаволот не велел, ако го убием Христа, готово, значи, ќе го исполнам планот на спасението. Не, немаше да се исполни планот на спасението ако Исус беше убиен како бебе. Туку тогаш, кога беше убиен на 33,5 години. Зошто? Бидејќи жртвата треба да е совршена. Жртвата треба да е без маана. Христос требал да, како човек, да се усоврши преку страдања. Требал да помине низ искушенија, требал да покаже совршен живот во вакво исто тело и потоа да биде прифатена неговата жртва како откупителна жртва за целиот свет. Во случајот на Јов, што гледаме? Во 5 стих се вели, кога завршуваат дните на гозбите, вели, станувајќи изутрина рано, принесуваше сепаленици за сите своји деца. Значи, 7 синови и 3 керки, така. Зашто Јов си велеше, може би синовите мои сгрешиле и го навредиле Бога во срцето свое. Значи, Јов не знал дека со некој негов син или керка направиле грев, туку се вели во случај да направиле грев.
Сега видовме колку бил богат, колку стока имал, добиток, па може ли тоа да си приушти? Ќе принесам и жртва не само за моите гревови, или за оние гревови што веќе ги знаеме, што сме ги направиле, туку во случај, за секој случај, ако моите деца направиле некој грев. Толку бил праведен, толку бил осетлив Јов, толку бил непорочен и толку бил богобојазлив. И сега, што можел да си помислува Јов, откако го снашле сите овие страдања? Сето, со еден збор, Господ порече на ѓаволот, само до неговата кожа не се допирај, тоа беше првиот услов, само до него, до душата негова не се допирај. Сето друго ти го предавам во негови раце. Дали Јов можел да се помисли вака? Бидејќи тој не знае што се случувало во невидливиот свет и какви разговори таму се воделе меѓу Господ и ѓаволот. Дали можел да си помисли вака? Џабе било све. Принесував дори и жртви за секој случај, во случај да сгрешиле моите деца. Но џабе било. Тие сигурно грешеле. Јас не знаев. Жена ми дури се докаже дека е грешница. Проколни го Господа и умри. Сите тие сгрешиле, сите тие Господ ги зеде. Само мене ме остаи сиромав, бидејќи јас бев непорочен, праведен, богобојазлив и така натаму. Може ли така да си помисли? Дали веројатно така и си помислувал? Дали ние така би си помислиле на негово место? А сепак и тоа не е точно. Значи, најголемата поука што треба да ја извлечеме од животот на Јов е дека кога Господ дозволува страдања, да не бараме и да не испитуваме причини. Зошто? Како што Исус одговори за слепородениот. Самите апостоли, како и тие евреи, го прашуваат Исуса: Исусе, кој сгрешил што овој се родил слеп? Он самиот или неговите родители сгрешија па се родил слеп? Да, првото е многу глупаво, како можел самиот да сгреши, уште пред да се роди, за да се роди слеп. Но Исус дава одговор, сега да беше некој фарисеј, глупак ни заеден, како може да сгреши пред да се роди? Па сигурно сгрешиле неговите родители, затоа се родил слеп. Типичен, тоа би било типичен фарисејски одговор. Но Исус не одговори така. Ниту тој, ниту неговите родители сгрешиле. Току што? Да, за сведоштво и за слава Божија. Значи, Господ не повикува да гледаме, да не истражуваме причини. Зашто е овој ваков или онаков? Зошто Господ дозволил страдања? Ако Господ дозволува страдање, ако Господ ни дава да носиме крст, да го прифатиме со радост. И да веруваме дека Господ знае зошто и не е наше, ниту треба да се грижиме ние. Господ знае зошто, а ние да го износиме тој крст, да го отстрадаме нашето страдање до крајот и ако сме премногу љубопитни, ќе ги дознаеме сите прашања. Одговорите на сите прашања во Божјето царство понатаму. Ако Господ дозволува страдање, тоа е за моје добро. Ако Господ дозволува страдање, тој има цел зошто тоа го прави, наше е радосно да го прифатиме. Ние не треба да се молиме за страдање. Ние не треба да се молиме за искушение. Како што сгреши така една адвентистичка брачна двојка од Австралија минатиот век. За тоа друг пат може и следната сабота да споменам нешто.
И Господ не повикува во неговата молитва да бараме од Бога да не воведува. Значи не треба да бараме, Господи, не воведува во искушение. Но, ако сепак Господ дозволи некој искушение, кој што не сме си го предизвикале самите, и ако дозволи страдање, со радост да го прифатиме. Значи, не сме го предизвикале ние, не е ради некој наш греф, ради некоја наша глупост или нешто предходно непромислено, сторено, кажано. Ако Господ, како во случајот со непорочниот и праведен Јов и со самиот Божи син, без никаков греф, без никаква вина за било што, Господ дозволува страдање, со радост да го прифатиме, бидејќи тоа секако ќе биде за Божја слава, а за наше спасение и спасение на нашите ближни. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за секоја твоја добрина и милост. Ти благодариме уште еднаш што го испрати твојот возлюбен син да страда на оваа земја, во вакво тело, заради нас, заради нашите кревови, заради нашето спасение. Ти благодариме, Господи. Ти благодариме за твојата голема жртва која што одвај ја разбираме и која што исто така многу површно и многу малку ја цениме. Прости ни за сето тоа, Господи. Те молиме, Господи, исполни ни и оваа нова седмица со трпение. Ојачај ја нашата вера, да можеме да го истрпиме секое страдање, да го совладаме секое искушение. И тоа да го правиме со радост. Дај ни го тој дух, духот Твој свети, духот на првите христијани, духот на многу Твои маченици низ историјата, дури до денешни денови. Ова те молиме, Господи, и за ова ти благодариме во името Христово. Амин.